Трка меѓу власта и опозицијата, кој ќе предложи иницијатива за формирање анкетна комисија за Кочани. Утрово на координацијата кај председателот на Собранието Африм Гаши им било соопштено на СДСМ и Левица дека нивната иницијатива ќе им биде вратена на доработка, бидејќи не е согласно деловникот, односно тие бараат комисијата од 15 члена да има 9 од опозицијата и 6 од власта. Во членот 3 од иницијативата, предложениот состав е 4 членови од СДСМ, 4 членови од ДУИ, 1 член од Левица, 3 членови од ВМРО ДПМН, 2 члена од Вреди и 1 член од ЗНАМ. Според деловникот, сите работни тела, вклучително и анкетните комисии, мора да имаат состав пропорционален на парламентарниот распоред на сили. Тоа значи дека мнозинството во комисијата го има власта, додека председателот се избира од редовите на опозицијата. Бидејќи ова правило не е испочитувано, иницијативата е вратена на доработка. Но во исто време Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН информира дека заедно со Вреди и ЗНАМ поднели иницијатива за анкетна комисија. Наспроти предлогот на опозицијата, во оваа иницијатива се бара 10 членови да бидат од редовите на власта, а 5 од опозицијата. Односно ВМРО ДПМН има 7 членови, СДСМ 2, Европскиот фронт 2, Вреди 2 и по 1 од ЗНАМ и Левица. Во неа покрај за Кочани ќе се расправа и за другите несреќи, како што се Дурмотурс, Беса Транс и модуларната болница во Тетово. Рече дека со заклучоците ќе достават предлог до јавното обвинителство за поведување постапка за утврдување одговорност на сите инволвирани во несреќите. Случај не треба да биде политизиран, туку треба да биде проширен на сите трагедии, а не само една, бидејќи во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се опфатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни или едноставно и оние кои што се оштетени и јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата. Затоа ќе направиме извештај и ќе го доставиме и до владата и до јавното обвинителство на понатамошно постапување. Од Европскиот фронт вела дека го прифаќаат предлогот да се расправа за сите несреќи досега. Ќе видиме, ќе дискутираме, но ние сегогаш сме го кажале нашиот став дека сме за иницијатива која ќе ги опфаќа сите, значи несреќи досега. За случајот со пожарот во Кочани веќе е започнат судски процес, додека роднините на жртвите од трагедијата на протести постојано бараат правда и гаранции дека институциите никогаш повеќе нема да дозволат да има вакви трагедии.